овој повик сега за искажување на револт на оние последни случувања околу, не можам и да го наречам конкурс, ама еве така го велат конкурс, во кој што наградувањето од највисоки можни размери треба да му се случи на Градскиот трговски центар, е наречено "Го сакам Градскиот трговски центар". Ја прво тоа би сакала да кажем. Знаете, велат, зошто сега наеднаш таква голема реакција за Градскиот трговски центар, а не и за другите објекти. За сите објекти имаше принципиелно, професионално, јас мислам, иста реакција. И професијата нема дилеми во однос на валоризацијата и почитување на она што е наше 20 вековно, односно во 20 век, современа архитектура која што беше со многу високи европски и светски стандарди, кои што беа во духот на модернизмот како концепт на тоа време. Меѓутоа, тие значеа на некој начин и наша легитимација дека сме дел од креативниот, поширок европски па и светски простор. А зошто ГТЦ? ГТЦ има една димензија плюс во битисувањето, така да речем, на секој од овие објекти од современата модерната архитектура во Скопје, затоа што тој има баш тие социоантрополошки, би рекла, вредности плюс. Тој е еден од објектите кои што веројатно граѓаните најдиректно и најбрзо го примија откако тој беше изграден во централното градско подрачје, токму затоа што тој ја прочита од една страна природата на ткаењето кое што беше традиционално, потребата од имање на чаршија, улица по која што се пазари, еден концепт на структура во која што се внесе преплети вертикално и хоризонтално на тој концепт на купување. И од друга страна тој беше ексклузивно современ во тој момент кога се направи, соодветен на таа визија за ново Скопје. Со многу високи стандарди и веднаш беше прогласен не само од нашата професионална средина, туку и од тогаш големите школи и денес во бившата Југославија и пошироко во Балканот особено, беше првиот со таа големина градски трговски центар. И веројатно односот према тоа дека ќе му се случи нешто на градски трговски центар, сите го поимаат како нешто лично да им се случува ним, како дел од нивната успешна приказна од минатото и младоста, да сега некој насилно сака да ја промени. Поповски, како и голем дел од творците на тоа време, да речам, има еден исклучително изразен личен став према архитектурата. И беа почитувани и како личности, и како архитекти, професионалци во своите средини. Професор Поповски беше дури, да кажам, ексклузивен по тоа што беше непредвидлив, затоа што неговата креативност можеше да се почувствува во секој момент од предавањата, од дружењата со него. Тој беше доследен и, она што го правеше, она што го зборуваше и она што беше, можам да кажам дека беше интегритет на една личност која што тој ја носеше целокупно со себе и беше многу почитуван и од колегите, а студентите го памтат навистина како привилегија да сте негов студент, да бидете во негова близина, да ги слушате неговите предавања. Градскиот трговски центар, кој што во 60-тите години беше еден од, како концепт, најсовремените во Европа. Холанѓаните и германците веќе го почнаа тој вид, така да речеме, на отворена естетика, во која што
принципот на движење, поврзување со градското ткање, наеднаш внесува нов дух и во тоа како се поима модернизмот. Тоа беше, да речам, и критика на тој интернационален стил кој што до 50-тите, доцни почеток на 60-тите владееше во Европа и во светот. И на некој начин овие објекти се токму и заради тоа многу значајни, не само кај нас. Велам затоа што тоа се случуваше секаде во Европа. Поповски работеше, беше во Холандија, беше близок со тогаш најголемите архитекти Ван дер Броек и Бакема. Тој работеше кај нив во нивното биро и веројатно под големо влијание на тие движења и тектонски, би рекла, европски помрднувања на архитектонските ставови ги донесе и овде во Скопје. За мене може би овој уште посличен на еден многу значаен објект во историјата на современата, односно модерната архитектура, а тоа е Слободниот универзитет во Берлин, кој што е заштитен сега. Тој ја има таа матрица на отвореност во која што може да се менува, да речеме, структурата до одредено рамниште, меѓутоа неизиното основно ова движечко поврзување и оставање на јавните простори и продори е она клучното што го прави стеблото, она што беше изразот на тоа време, возможен и отворен за понатамошно менување. Тоа е токму и градскиот трговски центар. И затоа и помеѓу архитектите тој е омилен, а мислам дека и меѓу граѓаните, затоа што тој е таа прва оска исток-запад во која што идејата на реконструкција на Скопје по танге требаше да го поврзе централниот градски плоштад со новата порта, влезот во градот, која што е првенствено железничка станица, во која што различни содржини требеа да бидат поврзани преку пешачки мостови, пасарели и така натаму. Трговскиот центар е иницијација на возможноста тој концепт вака да се реализира. Секогаш кога студенти од другите факултети од Загреб, од Љубљана, особено доаѓа овде, сите сакаа да се сретнат со Поповски. Значи, првиот професор кој сакаа да го видат беше професорот Живко Поповски, и токму затоа што градскиот трговски центар беше објект кој што и тие на своите факултети го учеа или беа барем слушнале за него, и тој беше доста говорлив со тоа што на вистина со една неверојатна сигурност во себе и како архитект и во своето дело и во улогата конечно на нашата модерна архитектура, што е многу важно, затоа што ја мислам дека таа архитектура е нашето ослободување. Таа архитектура е која е нешто најбитно во 20. век што се има случено во нашата национална историја, кога говориме за културата и уметноста. Така да, Поповски нерадо говореше со фалби, така да речам, повеќе оставаше да го прешуваат за разни анегдоти, затоа што тоа беше голем проект, многу луѓе учествуваа во градскиот трговски центар и како инженери, и како проектанти, особено во разработката на секој детал е таму мислено, не е тоа проект кој што е направен на брзина со копи-пейст детали кои компјутерски се додаваат и потоа се чудите што се случува, како конечно што е и изгледот на оваа фасадизација, не би го рекла ја ова проект на градски трговски центар, што е монструозно, сериозно мислам дека е. Прво затоа што прави разлика меѓу архитектура внатре и надвор, мислам, тоа е нешто што
архитектурата не сме да си го дозволи и како нејзиното поимно и символично значење е секогаш врзано и со просторот внатре и просторот што е, да речем, излегува кон градот на фасадата. Не може да е внатре нешто сосема современо, а надвор да ја има оваа мимикрична, шизофренична, квази, еве велат барокна. Мене ми е жал дури барок кога го употребувам во вакви констелации, морам да ви признам.